Разговараме со доктор Камилија Симеонова, таа е специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Со неја ќе разговараме на една многу интересна тема. Постојано зборуваме за успешноста на триаголникот дете, родител, наставник, но кои се потребите на децата? Дали родителите можат да ги проценат, одговараат на истите и од друга страна и наставниците? Како да биде уште поуспешен тој триаголник? Добро утро. Добро утро. Најпрво благодарам за поканата, Јована, и поздрав за сите гледачи на македонска телевизија. Денеска ќе разговараме за една навистина значајна и интересна тема, која што нели не таргетира сите. Тоа кој што најпрво би сакала да го истакнам е дека децата, она што вие напоменавте, како триаголник натака се нели создава, мајка, дете, наставник, и она кој што децата навистина од најраната возраст го создаваат во своите домови е една шема на живење. И натака се во текот на животот они на некој начин се адаптираат и се акомодираат во зависност нели она што ние како родители им го нудиме на децата. И сега прашањето е така и се ствара можеби тој триаголник, дали нашата шема која што сме ја формирале со нашето дете, натака одговара на школски систем на кој што нели детето ќе се на некој начин адаптира и акомодира на тој систем кој што е различен од оној кој што е дома. И така оваа врска е многу значајна. Да, многу значајна врска и сега прво вака додека зборувавте, доктор, ке прво што ми дојде како слика е дека овозможуваме се како родители. Се според своите можности, дури ги надминуваме можностите, сакајќи се да дадеме за нашето дете. Но дали детето ги има вистина тие потреби? Дали тука можеби ја правиме најголемата грешка? Тука ли претаруваме? Така е, и честопати ја скористам една реченица дека сите родители дефинитивно сакаат се најдобро за собствените деца. Меѓутоа дали секогаш тоа што го прават е најдобро и е баш интересно што го напоменавте вие. Па знаете како, ние честопати потекнуваме од еден тип на родителство, нели нашите родители како не чувале нас, и најчесто децата се или еден копи модел, односно еден модел на имитација на родителството претходно, или се една целосна корекција. Знаете како средината секогаш е најтешко да се држи и обично не фаќаме средина. Или сме, да речам, идеално корективни во однос на нашите родители како не чувале нас, или сме, како да кажам, едни копирачи на моделот на нашите родители. И честопати, според она како ние сме навикнати да живееме, им го нудиме тоа на нашите деца. Она што го кажав и на почетокот, им даваме една шема на живење. Зашто семејството е примарната социјална средина каде што детето се развива. И знаете, они немаат капацитети децата, немаат абстрактно мислење кога се развиваат, па сега да размислат дали ова што го прават моите родители е добро. Едноставно они го усвојуваат како нормално, како вообичаено, како типично однесување и они натака го превземаат тој модел. Па ние честопати знаеме дека на пример ако ние не сме биле, не знам, како деца спортски активни, дека ќе ги насочуваме нашите деца додат на 50 спортови, нели? Пошто сметаме дека тоа кај нас се пропушта, нели? Не знам, ако ние сме биле форсирани со многу учење, онда ги пуштаме децата да бидат полабави во тој образовен систем. Така што многу интересна таа динамика колку е моќна во семејството. Да, и од друга страна, ако имаме неисполнети соништа, гледаме да ги исполниме преку децата. Да. Како да воочиме, да препознаеме кој е во моментот потребата на детето? Еве, пример, треба да тренираш спорт, избери спорт, сакам спорт, ама јас не сакам спорт, јас сакам шах. Да, ова е многу интересно и ова се случува. И тоа е баш многу интересно, вие го напоменавте. Моето дете кажува дека сака шах. И тука е оној клучен момент, разговорот со децата. Да ги прашаме што они сакаат. И знаете како, они имаат идеја што сакаат. Они се во тој процес на развој, меѓутоа они како ги знаат собствените афинитети, не е дека децата не знаат кон што тежнеат. Меѓутоа дали ние имаме доволно развиено око да го видиме тој и да го препознаеме. И знаете, ние ако во нашата шема на живење ние сме навикнати дека едноставно спортот е клучна категорија, многу е тешко да разбереме како нашето дете би сакало шах сега. Зошто баш шах? Да, треба да се развива, треба вака да идеме по некој шаблон како треба да биде. Точно. И тоа е нашата шема. И сега идејата дека и ние треба да излеземе од нашата шема за да можеме да влеземе во шемата на нашето дете. Пошто како да кажам, тоа е паралелен процес и знаете, децата се развиваат, они најчесто нели во првата животна фаза, они се добри имитатори и они најчесто го имитираат на нашето однесување. Меѓутоа натака како се развиваат, нели кои се ситуационите околности, се тоа децата фаќаат еден пат и треба да гледаме што нив им прави права среќа. Знаете, тоа се гледа и во предметите на училишта. Они
многу повеќе можеби ќе уживаат во домашната, не знам, англиски, него во домашната математика. И ние треба да сме тука апсолутно гратифицирачки настроени, у смисла да браво, ти бе супер ти оди англиски, и да не користимо ние на такви интервенции, и сега супер ти оди англиски, ама хемија не си баш добар. Значи, кога фалиме да фалиме, кога кудиме да кудиме, да не правиме ние микс интервенции, зашто да тие се конфузни. Да искористам да си го кажам и ова, а во ситуација па детето ако рече па не знам сега што сакам, сега мама ќе ти каже што сакаш. Тоа треба, тоа. Па таа е другата крајност. Да. И дефинитивно ние како родители, како возрастни лица, и како имаме една должност да го насочуваме детето заради тоа што ние сме зрели формирани личности, нели, они се во развој. Меѓутоа да не бидеме ултимативно наметливи. Значи да пробаме да го зачуваме детето секако, дека например детето кога ни каже дека сака да игра само фудбал и не сака ништо друго да прави, дека ние нема да го пуштиме детето само фудбал да игра, нели, нема да бидеме толку флексибилни. Меѓутоа ќе бидеме, како да кажам, едноставно окей, во ред, сакаш да играш фудбал, ќе играш фудбал, меѓутоа би било пожелно, нели, фудбал да биде толку и толку пати неделно, меѓутоа дај да се договориме со останатото време ти како би правил. Едноставно да пробаме да најдеме баланс. Заеднички договор. Заеднички договор, да, зашто заеднички договор е секогаш, па дури веќе возрастните кога се прави на психотерапија, ние не можеме на клиентот кога ќе ни дојде да му нудиме решение. Ние заедно проверуваме што е изводливо. Заради тоа што јас ако ви кажам на вас што да правите, јас не сум многу убедена дека вие кога ќе стигнете до добро ќе ме послушате. А ако заедно стигнеме до некој решение што вие сакате да правите, што јас сметам дека нели еве како идеја, дека можеби пожелно во вашето семејство се прави, тоа е многу поквалитетна комуникација. А дека договор куќа гради. Така е. Да, најважно е да го ствариме тој триаголник. Од друга страна па наставниците. Наставниците се водат по една програма која што реално е зададена, која што навистина многу бара. Програма за која што велат често дека не се доволни часовите кои што ги поминуваат децата, често останува дека го немаат капацитетот да ја поминат таа програма, често останува нешто и за следниот ден и така, и под еден притисок дека мора да се одржат наметнатите правила во образованието кои што треба да ги направат. Од друга страна, децата, особено првачињата, па и до трето оделение, тие не сакаат цело време да бидат во училишна клупа. Те се чувствуваат како заробени. Имаат потреба малку повеќе надвор, имаат потреба за игра, имаат потреба за некој образование кој што се стекнува преку пракса. И сега, како тука наставниците да одговорат на потребите на децата? Ова е еден комплексен проблем и јас сум ќерка на професор, така што многу ми е фамилиарно ова. И знаете како, тоа е еден можеби циркулус вициозус каде што наставникот дефинитивно она што кажувам стално, треба договор куќа гради, значи повеќе луѓе треба ова што кажувате вие да го видат. Значи наставниците се свесни, да не се лажеме. И они сами да кажуваат. Они стално дигаат знаме, ама како да нема кој тоа знаме да го види. И како, знаете, ова е нешто на кое што можеби само би можело да се дебатира, ама не да се даде практичен одговор. Меѓутоа на кој што топло ги охрабрувам професорите во тој образовен процес е да они едноставно максимално и тоа време кое што го имаат, особено нели вие напоменавте една категорија на деца кои што туку стартуваат во образовниот процес, да оние активности кои што дури се во да речам во училниците, да бидат врзани со еден уметнички аспект, односно да им дадат децата право да се изразуваат, дали тоа ќе биде преку цртање, дали преку пеење, заради тоа што не е толку можеби значено за децата да се надвор, колку што е значено да бидат они да им се дадат едни услови да имаат она момент да се развиваат, да абстрактно да се развиваат, заради тоа што тоа е идејата, дека тоа го разликува едно предшколско од школско дете, моментот на абстрактно мислење, заради тоа што претходно многу, нели тоа на едно примитивно ниво мислење кај децата. А абстракцијата секако се развива паралелно со една моторна активност, тоа што го напоменавте вие, да они бидат во природата, да има динамика, заради тоа што сите кои што се бават со таа невропсихијатрија, они знаат дека напоредно, значи децата и кога буквално кога џвакаат, они развиваат горе центри, така што тоа е еден неминован заемен процес, па дури кога се спортски активни, они го развиваат мозочето. Не е она претходно што можеби науката не била доволно запознаена, па претhodно мислеле луѓето, са што он само трча како мајмун. Не е така. Да, и скока треба да се не е така. Има зашто децата скока. Дури и некогаш доаѓаат деца на терапија кои што биле, да речам, од родители кои што баш онака стерилно ги чувале и они процесот на лазење им е прескочен заради тоа што тие деца толку ги чувале да не се повредат, да не се удрат, да не направат нешто што ние ги враќаме назад во фаза на 2-3 години да лазат, заради тоа што таа моторика не е развиена. А напоредни говорот не се развива, пошто е еден врзан, еден взаемен ланец на развој, кој што е неопходен. Што би значило, пуштете го детето, нека се развива
и следете ги неговите потреби и желби од друга страна. Но тука и еден сегмент е многу важен, да не се претера па од друга страна. Потоа имаме деца кои што навистина си ја искористиле ситуацијата, така, плодното поле, па ќе зборуваме за една размазаност, за едно однесување кое не соодветствува ниту на примерно однесување, ниту има некои граници. Тоа е нешто што е многу интересно и што можеби баш онака и комплексна, можеби заслужува нели на посебна емисија за тоа како е воспитувањето правилно. Меѓутоа она кое што ние стално им го велиме на родителите, како терапевти, како психијатри, е дека мораме да сме константни. Знаете како, ако еден базичен пример ќе дадам. Ако јас од 5 работни дена 4 работни дена со некој моје однесување постигнувам некаков ефект. Еднаш неделно и да не го постигнам тој ефект, јас си викам па добро, 4 пати го добивам тоа однесување ми е посигурно. Или например нели ако сакам да ми се покачи платата, одам викам, лумпувам, ми ја покачуваат платата. И онда јас знам дека ако викам и лумпувам, мене ќе ми ја покачат. Јас го усвојувам тоа однесување како мој модел на однесување. И се што се случува децата истото одно што велите со граници, со немање граници. Они знаат дека ако се трескаат, ако имаат тантруми, ако плачат, ако викаат, дека они ќе добијат нешто и онда тоа нив им врши работа. Тоа станува еден модел на нивно однесување. И заради тоа треба доследност во однесувањето од страната на родителите да секогаш однесуваат на таков начин. Значи не да биде сега детето кога ми е болно, ја него го хранам низ соба, ама кога е здраво, тогаш го седнувам на столче. Онда тоа дете ќе сака да биде болно, зашто кога е болно, но трча по соба и го хранат. Значи, и му дозволам да јаде се. И му дозволам да јаде се. Значи тоа е моментот на константност и на доследност во родителството. И тука ќе напоменам она кој што нели ние со партнерот секогаш сме на, да речеме нели различна личност, треба да се синхронизираме, значи таа дијада, таа брачна дијада да функционира и секако да не се нели вербално да не се зборува пред детето што кога нели не се согласуваат родителите. Едноставно да тоа го остават нели да биде нивен интерен договор, а пред детето да имаат едно взаемно исто мислење. Убаво ова што го спомнавте, затоа што често знае тука да се искористи состојбата од страна на детето е дека ако мајката е попопустлива, се оди кај мајката, а таткото ги поставува границите и обратно. Да, и ова е една слична ситуација која што можеби вака смешно ќе звучи, меѓутоа ако пример мајката баш се замара што јаде, она вежба, она е супер ангажирана околу физичкиот изглед, а на таткото баш му е гајле. И има се две ситуации. Детето или ќе биде ултра дебело, зашто ќе го јаде тоа што е здраво од мајката и таткото за да ги задоволи и мама и тато, или ќе биде со анорексија, онда за да не ја навредам мама и да не го навредам тато, онда не јаде. И сега баш е еден класичен пример како она конфузно родителство, како конфузно, несинхронизирано родителство прави една симптоматологија. И вие ќе видите, детата со анорексија се секогаш симптом, они немаат примарно расстройство, они се симптом на една несинхронизираност, што не значи дека секогаш е врзана нели со родителскиот систем, може би е со булингот на училиште, може би е со едноставно други ситуациони околности. Меѓутоа, несинхронизираноста меѓу родителите секогаш генерира симптоматологија кај децата. И децата само на некој начин како да дигаат знаменци, викаат мене нешто не ми се допаѓа што се случува тука. Мене јас имам потреба. И на некој начин ги повикува. И стварно ги повикува, пошто они двајцата ќе дојдат на доктор и ќе бараат помош. Значи буквално ги и на тој начин он ги синхронизира. Детето ги синхронизира и они заедно бараат помош за тоа дете. Па важно е заедно да побараат помош, но и претходно да спречат наместо да лечат. Таа синхронизираност да остане заедничка. Повторно ќе се вратиме затоа што сакам за децата да зборувам, повторно ќе се вратиме кај децата. Кога најмногу треба да алудираме на тоа да ги дознаеме потребите на децата. Дали тоа, затоа што тука малку настанува и конфузија дека ајде уште е мал, не знае што сака, кои му се потребите, дали треба да започне уште во предшколските установи или веќе кога ќе се запознае со нова средина, училиште, и веќе тогаш може да види повеќе дечиња, може да види други карактери, некои со кои што прв пат се сретнува, да се судри со некои нешта кои што прв пат ќе ги види. И дали тогаш треба да почне тој процес или претходно? Се прави ли подлога? Да, децата прават подлога и дефинитивно уште од најраната возраст, значи тоа ќе го каже секој родител, поготово па родител што има да речем што има повеќе детно семејство, кај што има повеќе деца, он ќе каже и колку е различно од сестри, и колку е различно од братот. Ама може и да каже третото дете расте само. Да.
Е така, значи буквално така, како да децата имаат една динамика која што фаќаат и тоа е дека дефинитивно нели на крајот денот нели средината ги модифицира децата, меѓутоа па и децата се раѓаат со одредени, да речам, афинитети и слично. И ќе видите има деца кои што баш од рана возраст екстроверти, сакаат да бидат во интеракција со други деца, сакаат да си играат во забавниот парк. Има деца кои што наставно преферираат повеќе на соло игра. И дефинитивно оно кој што ние топло го советуваме на родителите, поготово нели оние кои прават компарација, ќе каже сега сестрата зборува со сите, братов не ќе излезе од дома. И они прават уште толку еден јас, уште толку го, како да кажам, како да го форсираат, како да го наметнуваат она што го прави сестрата дека е добро, тоа што го прави братот дека не е добро. Едноставно тоа што прво стално го тежнам да го направиме, да родителите го прифатат ова дете како поинакво, како дете кој што едноставно, да, вие може како да сте екстроверт. Да, детето има поинакви афинитети. И тука уствари во најраната возраст ние гледаме, ако детето се одлучува за соло игра, онда зашто би вие го запишувале него на групен спорт? Автоматизам лесна ви е работата. Вие го запишувате на детето на спорт на кој што многу повеќе има индивидуален тренинг. А за разлика од тоа дете кој што е екстроверт, вие го пуштате во една средина. Значи, тука се гледат оние афинитети од најраната возраст, значи уште од оние момент кога дете се пушта во градинка, кога е во интеракција, во таа реципрочна социјална интеракција со другите деца. Добро, да, но од друга страна па постои тоа едно народно кажано дека остај го само да се избори. Како да кажам, децата ќе се изберат сигурно сами, они наоѓаат начин. Популарното. Да, они наоѓаат начин, меѓутоа како да кажам, ние мораме да сме супротивни. Ние сме нивни старатели, ние сме одговорни, законски сме ние одговорни. Знаете, се случувајте тоа што кажав претходно, да дојде мајка со дете со анорексија и мајката вели јас не можам да се наметнувам она да јаде. Меѓутоа законски вие како родител вие сте должни да го најадете вашето дете, едноставно немате опција вие да не го најадете вашето дете. И онда кога детето загуби 20 кг, ни тогаш доаѓаат кога е во алармантна здравствена ситуација. И каде попрво да се фати? Така што дефинитивно ние не сме ние во избор да ги пуштиме децата да прават што сакаат. Ние мораме да ги насочуваме. Да. И повторно ќе кажеме дека родителството се учи. Се учи, тоа е доживотен процес. Да, доживотен процес. И децата ни помагаат да ние стануваме се подобри. Така, и да го искористиме тоа дека да ни помогнат и да ги следиме нивните потреби, да ги следиме нивните барања, за да можеме да одговориме на истите. Ако не гледа и наставници, во моментот ќе речат да, тоа е магичен триаголник, но ние често имаме поголем проблем со родителите отколку со децата. Сигурно. Често знам тоа да го слушнам, да, но се надевам дека советите ќе успеат како правилно да ги насочиме. Сите три страни. Така е. Да, ви благодарам за гостувањето, благодарам секогаш ми е задоволство. Се гледаме, се разбира и на друга тема. Така е.